20 осомничени, меѓу кои 12 вработени во УЈП, направиле штета на буџетот од речиси 5 милиони евра, е епилогот од акцијата на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. Првоосомничениот е Маријан Марковиќ, српски државјанин кој имал 2 фирми во земјава. Подружница на неговата фирма за производство, транспорт, трговија и услуги Визмарк од Врање и уште една со истото име, Визмарк Дуел Скопје. Се здружил со двајца вработени во УЈП регионалната дирекција Скопје за да избегне да плати данок. Прикажувал неточни податоци во даночните пријави, а вработените во УЈП ги одобрувале. Ставил во джеп околу 188.000 евра, наместо да отидат во државната каса. Првоосомничениот, српски државјанин и сопственик и управител на 2 правни лица, заедно со двајца службеници од УЈП регионална дирекција Скопје, во текот на 2023 година формирале група со цел вршење на кривични дела, даночно затајување, даночна измама, перење пари и злоупотреба на службена положба. Подружницата Визмарк, додека Марковиќ според обвинителството затајувал данок, била во плюс, имала добивка од околу 11.000 евра. Другата Визмарк пак била во минус од околу 7.500 евра. Во групата се вклучили газди, директори и вработени во други фирми во Скопје и Гевгелија, кои преку лажни пријави барале поврат на данок, а во тоа повторно им помогнале вработени во УЈП и така ќариле половина милион евра. Дел од нив вршеле трансфери и подигање пари за да прикријат од каде ги прибавиле средствата кои биле во износ од 1,5 милиони евра. Вработените во УЈП направиле штета на буџетот од над 2,5 милиони евра. Досегашните прибрани докази упатуваат дека осомничените вработени во УЈП, регионална дирекција Скопје, од кои дел на високи раководни позиции, со повеќекратни злоупотреби на службената положба, нанеле вкупна штета на буџетот од најмалку 162.980.076 денари. Во рамки на акцијата беа извршени претреси на 16 локации низ државата и пронајдени времено одземени, фиктивна документација, парични средства, оружје и лажни печати од правни лица. На 9 осомничени им се определени мерки на предпазливост. Двајца веќе се во притвор, бидејќи се осомничени во случајот со земање мито по апсењето на поранешниот директор на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и рурален развој.